По најавата за тужба против државата пред судот во Страсбург, ако градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ издаде дозвола за градба на висококатниците спроти хотелот Holiday Inn, жителите на Градски зид бараат да се распише јавен конкурс за локацијата. Велат, не се против да се гради, но не на ваков начин, врз основа на проект што се држеше далеку од очите на јавноста и врз основа на неусогласени, детален и генерален урбанистички план. Сметаме дека тоа како стратешки локалитет заслужува меѓународен конкурс, да се избере најдоброто решение и да направиме нешто со што сите ќе се гордееме, во кое што нешто сите ќе уживаме и едноставно ќе воведеме нови стандарди на новите генерации. Решението кое е сега на маса го штити само приватниот, но не и јавниот интерес, предупредуваат жителите на Градски зид. Категорично тврдат дека не се против нивните сограѓани од Ново Мало кои преку петиција бараат да се гради. Според станарите на Градски зид, токму оние кои бараат изградба на крајот ќе извисат, бидејќи се нуди парцијално, а не интегрално решение. Со актуелниот генерален урбанистички план, новој потек, се предвидени 1250 жители, колку што се проценува дека ќе има само на парцелата на која што е планирана градба. Што е разликата меѓу тие парцели? Разликата е што еден е празна, а 1-4, каде што се жителите на Ново Мало, е препон со мали куќички. И инвеститорот нема никаков интерес да ги исплати, односно да го обезбеди тоа земјиште. Мали улички, трошни куќи, ово, па таму ништо не се прави. Таму се остава некој друг после тоа да го реши. А како ќе го реши? Која кајмакот овој го собрал. Направил едно решение, кое е парцијално, кое го штити само неговиот интерес. Што е со јавниот интерес? Жителите од Градски зид се решени да си ги заштитат своите права. Не веруваат многу во најавите од инвеститорот дека проектот ќе ги задоволи потребите од зеленило. Тие стравуваат дека дополнително ќе се оптобари и онака лошата инфраструктура на овој потек. Се уште и некои стари стандарди и проекти предвидени не се реализирани. Значи, ние се уште на еден начин кубуриме со основна инфраструктура. Што значи дека сите заедно треба да се избориме да едноставно сите комунални инфраструктурни сообраќајни, електро и така натаму потреби се задоволат. Не само на потесниот дел на населението кое координира и живее таму на тој локалитет. Почињаме наопачки со работата. Комуналната инфраструктура, струја, вода, канализација е никаква на овој терен. Таа канализација оди директно во Вардар. Што мислите толкав центар ако се направи и целата канализација да ја пуштиме у Вардар? Дали ќе има вода у Вардар или нешто друго? Целиот случај добива на тежина откако антикорупцијската комисија побара од јавното обвинителство да отвори истрага за ДУПот кој предвидува висококатници кај Holiday Inn, со аргументи дека е изработен спротивно на регулативата и дека има злоупотреба на службената положба од представници на локалната и на централната власт. Сепак, Општина Центар до крајот на минатата недела се уште не презеде конкретен чекор за суспензија на спорниот детален урбанистички план, а инвеститорот веќе побара дозвола за градба на една од зградите. Големиот паркинг спроти хотелот Holiday Inn е последниот отворен простор во центарот на Скопје. Овде во моментов се преплетуваат приватниот и јавниот интерес. Кој од нив ќе превагне, ќе се знае деновиве, од тоа дали ќе се тргне во постапка на суспензија на спорниот детален урбанистички план или на крајот ќе биде издадена дозволата за градба.